внимавајте добро. Сега ќе се огледам уште нешто да објаснам, барем вие да ме разберете. Знам дека постои социјалните медиуми спин кој што се обидува моите математички квалитети да ги предизвика. Но верувајте, секогаш се трудам да бидам математички прецизен, па така и во овој случај. Ако е 30.000 денари просечната плата, сега во април месец за мартовската плата ќе имаме нивелирање за минималната плата која што ќе се зголеми. Да претпоставиме дека таа ќе се зголеми за 1.500 денари. Тогаш овие 30.000 денари плюс 1.500 денари зголемени за 8% ќе дадат збир X парички. Следната година, април 2027, тие X парички повторно ќе се зголемат за минималната плата, да претпоставиме дека ќе биде повторно 1.500 денари. Тој збир X плюс тие 1.500 денари ќе се зголемат за нови 8% и ќе добиеме Y парички. Третата година, 2028 во април месец, овие Y парички повторно ќе се зголемат за минималната плата од 1.500 денари и сето тоа ќе се зголеми повторно за 8% и ќе добиеме Z парички. Овие Z парички ќе бидат за минимум 40% повеќе од 30.000 денари.